Почитувани слушатели, добар ден и добре дојдовте во 5087-миот избор културни актуелности во рамките на денешното издание на Културната клучалка на Македонското радио Радио Скопје. Останете со тон маесторот Тони Цаневски, уредникот и водител Тони Цифровски. Македонското радио заедно со македонската телевизија се носители на медиумската државност. Тој е препознатлив по својот глас, влюбеник во културата кој повеќе од 30 години е дел од Македонското радио. Тони Цифровски ни зборува за своето искуство. Секогаш квалитетот на содржината, начинот на презентација, сето она што ќе треба да ја заскокот кај љубопитноста кај гледачот, а тоа да биде обраќање на ниво кое што тој гледач го заслужува, при тоа воопшто не сакајќи да се навреди интелигенцијата на тој што слуша, се веројатно оние постулати врз основа на кои што треба да се привлече слушателот. Многу е важно да му се создаде навиката да слуша и при тоа што го слуша да знае да го препознае и оцени и поздрави на вистински начин. Приказната за дали беше прво пилето или кокошката е нели секогаш интересно. Радиото е како еден од медиумите кои што можеме да го сметаме за најстар во смисла на тоа дека е дел од историјата на создавањето на македонската држава. 20 години подоцна тој континуитет со огромно задоволство го продолжи македонската телевизија со своите почетоци и навистина се надевам дека влијанието што македонското радио низ овие децении го има оставено во сето она што значи медиумски простор, нови медиуми во нашава земја, значи можност за надградба, а во денешно време и пример за тоа како треба да се одвиваат, однесуваат и најмногу звучат сите оние кои што застануваат пред микрофон. Повеќе од 30 години сум овде дел хонорарен стаж, веројатно како она што беше нормално за изградба на квалитетна новинарска личност која што ги минува сите патишта за да стигне до она што значи авторитет во презентација на своите ставови, мислења, информации, значи можност да се поминат на вистина исклучителни периоди, исклучителни личности, средби, простори кои што значеа можност на слушателите да им се долови сето она што јас како искуство низ моите очи го доживував, а што се вели пред микрофонот им го пренесував. Културната клучалка, емисијата од областа на културата што ја водам денеска го има своето 5087 издание. Тоа е навистина една бројка која што зборува за нас од редакцијата за култура и уметност, тука и културниот мозаик што уште подолго трае, неделната емисија за култура. Нешто што, верувам, дава печат на општественото живење кај нас низ призмата на културата на начин на кој што ја заслужува и кој што е нетипичен за многу други медиуми кај нас. Тоа што му е неопходно на македонското радио е секако подмладување на кадрот, обезбедување континуитет. Јас со моите 55 години возраст сум еден од помладите вработени што не зборува многу за она што би значило приближување кон начинот на размислување на помладите генерации и верувам дека евентуалното скоро освежување на кадрот ќе значи можности приближување и создавање на таа навистина навика со градење реноме во обраќање пред микрофон и за генерациите што доаѓаат. Одличната соработка што македонското радио ја има со својата помлада сестра македонската телевизија да вроди и натаму со плод, да го добие во општеството местото што го заслужува, затоа што, пак ќе речам, македонската радиотелевизија е носител на македонската медиумска државност. Срдачен, харизматичен, креативен, врвен професионален новинар, Тони Цифровски спаја во генерацијата која последните 30 години ја следи, информира, критикува и негува културата и уметноста во државата.